Со над 18 милиони евра главен долг, плюс долгови од дополнителни трошоци како што се адвокатски, нотарски трошоци за извршители, е оптоварен буџетот на општина Карпош и е постигнат ефект на нерационално трошење на средствата. Ова е наведено во конечниот извештај на Државниот завод за ревизија за материјално-финансиското работење на општина Карпош во текот на изминатите 4 години. Градоначалникот на општината Стефан Богоев денеска на пресконференција го презентираше извештајот и посочи дека истиот утрово бил доставен до основното јавно обвинителство и до управата за финансиска полиција. Покрај долгот во ревизорскиот извештај стои дека во 2014 година бил подигнат кредит од 2,6 милиони евра со намена за тековни инфраструктурни проекти, но ревизорскиот тим констатирал дека истиот е потрошен ненаменски, односно за плаќање на заостанати обврски. Исто така, според извештајот, постојат пропусти во изградбата на новата општинска зграда и постоечките општински бараки. Имено, изградбата на новата зграда, која во моментов е стопирана, е врз основа на проект кој не е одобрен од Советот на општината и без изменето одобрение за градба. Постоечките бараки пак, во кои сега е сместена општина Карпош, седи во градба, односно изградени се без одобрение за градба и без одлука на Совет. Градоначалникот Богоев истакна дека општината е подготвена да соработува со сите органи и институции со цел да се обезбеди законско работење во општината и да се врати во колосек. Јасно ја покажуваме нашата волја за целосно расчистување со констатираното незаконско работење во општина Карпош, но и за целосно постапување по препораките на Државниот завод за ревизија. Општината е подготвена да соработува и со сите органи и институции, со цел сите инволвирани страни да одговараат за своите постапки и злоупотреби. Соработуваме со Уставниот суд на полето на урбанистичкото планирање. Манифестираме јавна подготвеност за зголемена соработка и со основното јавно обвинителство и со финансиската полиција. Државниот завод за ревизија исто така забележал дека се додалувале средства на повеќе организации, здруженија на граѓани, поединци и правни лица, кои не давале финансиски извештаи и фактури за начинот на кој ги трошеле овие средства, а меѓу локалната самоуправа и субјектите не се склучувале ниту договори во писмена форма. Извештајот завршува со тоа дека ревизорскиот тим не изразува мислење, што значи дека финансиското работење на општината било на најниско можно ниво.